Шестмина ученици од 7-1 одделение во основното училиште Никола Карев од Кочани се наградени на меѓународниот конкурс за поетски творби под наслов Замокот на Дуино во италијанскиот град Трст. По тој повод денеска содржа пресконференција во основното училиште Никола Карев, на која учествуваа наградените ученици и нивниот ментор. На 12-тиот меѓународен надпревар, кој што е наставен Замокот на Дуино, оваа година учество зедоа и учениците од 7-1 одделение од нашето училиште, кои што се представија со своја групна изработка. Учествувавме како тим во училиштето со групна изработка на тема Гестот и генезата. Всушност тоа беше тема на која што требаше да пишуваат за природата, природата како создавач, природата како сликар, природата како извор на живот. Многу сум задоволна бидејќи овие 6 ученички успеаја да направат дело кое што беше изберено од страна на жирито на самиот конкурс и на 20 март ќе го представуваат не само нашето училиште, туку и нашата држава. Посебно ме радува фактот што на оваа манифестација само 2 училишта се изберени од Македонија. Тоа е Васил Главинов од Велес и нашето училиште Никола Карев од Кочани. Ова е светска манифестација на која што учество земаат училишта и поединци од цел свет. Буквално гледајќи ги резултатите има од Нов Зеланд, од Јапонија, од околните држави учесници, што посебно радува фактот дека сме изберени на една ваква манифестација од светски карактер. Таму ќе има представување на учениците, значи со нивните дела, ќе ги представат своите творби и ќе биде доделувањето на сертификатите и доделувањето на наградите кои што ги имаат. Инаку морам да изразам голема благодарност до препеувачот на песните на италијански јазик, бидејќи ти одеа двојазично на македонски и на италијански јазик. Тоа е господинот Оливер Манев, кој што ни ги препеа песните на италијански јазик, а воедно и техничка поддршка имавме од колегата Благој Гранков. Ние творевме за нашата природа, инспирацијата е трпавме од нашата природа. Задоволни сме што ни избра нас, токму нас за литературниот конкурс, што ќе бидеме почести гости во Трст. Добивме награди и ќе одиме во Трст. Идејата ни дојде од природата, целата наша инспирација доаѓа од природата, од незините убавини, затоа што треба да ја чуваме, да ја негуваме, да се грижиме за неа. Исто така нашите другарки Марина Николова, Надија Ефремова, Елена Јакимова и Драгана Насева беа од 7-1 во нашето училиште Никола Карев беа дел од тимот. Нове меѓународен конкурс на фондацијата Замокот на Дуино од Трст, Италија, учествувале повеќе земји од светот, а од Македонија се наградени училиштето Никола Карев од Кочани и Васил Главинов од Велес. Според Стоименова, кочанските литерати ќе присуствуваат на отворањето на оваа манифестација која е закажана за 20 март оваа година во Трст, Италија, кога и ќе ја примаат наградата.